ајде, добре дојдовте уште еднаш во клубот во кој не важат правилата на зезање како на некое друго место. Оти тука ние правиме шеги на своја сметка. Арно, ама како и сите, така и ние повеќе сакаме некако да чепнеме од сметката на другите. Така беше и пред некој ден, кога им го честита 8 март, ама на сите, буквално на сите. Па ако веќе инсистираат да нема машки и женски род, ете им го. Нека им е среќен 8 март, ама на сите. На сите. Туѓи, да, им го честита усно. Ама на својата знаете дека освен усно мора да има и нешто материјално, нели? Па се замислив дали да иземам некој подарок мајката или сепак да иземам некој 50 евро од паричник. Елам. Ке се одлучам за првата варијанта, да нема љутиш, нели? Веднаш тргнав во дуќан за подароци, каде што ме пречека многу љубезна вработена, која уште поумешно и дискретно ме праша: господи, да не извинете, да ве прашам, бирате подарок за сопругата или нешто поскапо ќе сакате да земете? Така е тоа, за своите поевтино. Оти и да сакаш, не можеш да видиш поскапо државата. Отаму веќе ни го врачија најскапиот подарок. И тоа ден порано на 7 март, ново поскапување на бензинот од 10 денари за литар. А всушност, ако подобро размислите, ќе заклучите дека и не поскапе бензинот можеби, туку само за исти пари ќе добивате помалку бензин. И не само дека ќе добивате помалку гориво, туку и колите ви се веќе стари. И повеќе ви трошат. Па криза и мојот гол почна да влече како Аца Лукас. И што ја знам? 10 денари. 10 денари, па не се многу 10 денари, бе. Што е тоа 10 денари? Ај, кажете. Па тоа се само 2 бананки на каса наместо кусу. И кога добро ќе размислам на вистина, бе, се поскапе, само бананките останаа 5 денари. Па дечки, нема друго. Спремајте се, ќе си јадеме бананки оти и така 30 години не прават мајмуни. И уште нешто, строго да внимавате каде точите бензин. Оти рекоа, купувајќи гориво на руските бензински станици, ја финансираме руската армија. Па пропорционално на тоа, купувајќи на другите бензински, веројатно ги финансираме богаташите, а со тоа ја осиромашуваме армијата. Мислам на армијата на сиромашните во Македонија. Па добро де, ако не, за да ги осиромашиме руските армии, ајде ќе ги избогатиме нашите арамии. Што е право, право е. Да, кризата е светска, ама да си бидеме искрени, крадците ни се домашни. Па што има врска? Кај текло, пак нека тече, и така веќе направило пат. Само ние да не застраниме од патот, па да му се летнеме да напаѓаме или не, дај Боже, да браниме некој. Оти знаете какви сме ние опасни? Ние толку сме упорни, што ако решиме, можеме секаде да навлеземе. Да, јас еднаш се решив и влегов надвор. Влегов, бе, отвори врата и влегов надвор. И сега замислете, ние да ги нападнем, И замислете, да падне наредба од командантот: ајде оние тенкови, сите до еден да ги кренете во воздух. Абе има сите килови да се вратиме назад од фронтот. Разбирам, и кревај во воздух. Разбирам, кревај. И за вас една наредба, ако може. И вие да разберете. Што ќе има денес во Нема љутиш? Колко ме е мерак некој кај ќе каже за мене господине. Само не ми се свиѓа кај ќе продужи с оној господине, па дали сте ви нормални? Ало, здраво. Здраво? Кој ми треба? Како кој ми треба? Добро да мислу кој е на телефон. Па вајда тој што ти треба. Ти кој си? Црна се шума зададе. Па си мислу такој. Абе, ба и ја ќе имам дете и ќе виду како татета, па ќе можу да командам некога. Ви сте малку повозрастен, да не кажу постар. Изгледа малко сте претерале с оној работу. Нема још многу да терате. Највише још годину, 2. Во
Животот промени многу работи. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува. Ама не ме нервирај. Ке те ударува еден пут, све зуби ке ти ги искаш. Удари бе, може ти се, ама ги си ставил нови, порцелански. О, ти ке ставиш нови. Па знаеш и колко е тоа скупо, бе. 25 години искуство и преку 25.000 случаи. Нови порцелански заби за 2 до 4 дена. И тоа не е се. Еден заб за 30 евра. Ама и тоа не е се. Плаќате на рати. Арно, ама и тоа не е се. Гаранцијата е неограничена. Ви прават нови бесплатно. Стоматолошка ординација Орбидент, доктор Зоран Краљевски, 070-334-629. Еј, па ово е стварно ефтино. Не е ефтино, реално е. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Извини, Ставре, касно малко. Ништо. Малко касниш, ама овој четврти по 20 Не е дека ти ги брои да не мислиш, ама насобрава се. И не е да загледуju. Ама па ви добре, баце Стојко, тебе четврти пут како те полиција доведуе до дома. Зашта? Зашто? Затоа што отиду на пазар. И да не се враќам назад с такси. Поскупнава ga много, бе, Ставре. И застану до полицајци и ги кажу дека сам се изгубија, па ме они за без паре доведе в дома. То ли бре правиш да тие години? Боже мили. А добро, зашто ја чу кад те довезева дома некој викна Господине! Тој по мене викав. Колко ме е мерак некој кад ќе каже за мене Господине. Само не ми се свиѓа кад ќе продужи с оној Господине, па дали сте ви нормални? Кој бре толку се изнервира на тебе, баце Стојко, ти каже тако? Абе гледај, ми само што стигнамо пред куќу каде мене с полицајско авто, ти ки дојде друго полицајско авто с други полицајци. И у тој другото авто се погоди да има полицајче што било и черу с мену. И ме позна. Па тој ли ти кажа? Па тој ми кажа. О, млад, можда нервозан. Такви се млади, нервозни бе, Ставре, нервозно све да нас. Они нервозни, а ти па среќа си нормалан. Па добро бре, баце Стојко, нормалан ли си ти што идеш свак ден на пазар? Па праќа ме онај мојата. Праќа ме. Како бре може да ме праќа на пазар свак ден? Ајде бре, бегај тамо мекушина си биднае. У моју куќу се знае бре. Мушка рече закон. Тачка. Па и у моју куќу се знае. Мушка рече закон. Тачка. Ама женска рече допуна и измена на закон. Боже мили, па бар знаеш ли бре зашто свак ден идеш на пазар, а? Не. Абе, стараќа ти е чудна работа, Ставре, знаеш. Таман помислиш дека си све научија, кад оно се деси дека си све забравија и оно што си га знае. Него да оставише за мене. А и за тебе малко позбористе ли се со и твоето? Не, јак. Ма какви бре? Да го не виду, јас сам тој кажа, нема да му збору до Великден. Сега пост. После Великден ќе се омрс. Па, мора да збори с некога, бе, Ставре, 100 пути кажи. Еве, ја разбирам, со сви комшије си скаран, не збориш. Ама па прозбори с некој комшику, ете, кажи нешто. Мислиш, не сам прозборија, море баце Стојко. Ја го да бише школо најдан. Вика тамо, комшо, дојди на кафе. Ја отиде. Што отиде, што ќе виду, бре, баце Стојко?
Ona polugola. Stavila kafe i još mi vika, slušaj da ti kažu komšo, moj muž se vraća za 1 sat. Pa dobro bre, što imam ja što se vraća za 1 sat, pa ja ništa ne pravu. Pa zato i ti vikam, vika, komšo, ako prezimaš nešto, prezimaj. I ja zema, pa si otide. Pa ne voliči na godine, Reboca Stojko. Pa ona li bre, se zeza tako smen. Aj, molim te se. Добре, подигнато, 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 доставено, подигнато, подигнато. Još samo jedan. Čekaj da vidim ako možu i onda si podignem. Ajde be, javi se. Ne može da se odvije čovjek dom. Pa da zavrtu možda i ke se javi. Ajde, zvoni to. Ало? Ало, zdravo. Здраво. Кой ми треба? Како, кој ми треба? Добро да мислу кој е на телефон. Па вајда тој што ти треба. Ти кој си? Како кој сам? Јас се јавljам од брзу пошту. Имате ли ви некој наручку за доставу? Наручку? Немам наручку. Наручку, да бе, наручување што на интернет, да, имам. Одлично. Па ќе можете ли да правите да си го земете? Како мислиш тој ќе проедоли да си го зему? Па ви немате ли доставу? Не, како не, имамо ми доставу. И па ако имате доставу, доставите га тој каде мене, што е проблем? Добро, ќе го доставим. Ајде. Само да прашам на кој адрес? Па пишује тамо на кој адрес треба да се достави. Запиша. Да, запишано. Само još nešto да прашам. Зграда ли е тој или куќа? Зграда е тој. Zgrada. Dobro, nema veze. Ovako samo da vi kažem, mi možemo da go izvršimo dostavu negde između 2 popladne i 8 naveče, ako odgovara. Pa, dobro. I još ovo da me prašam samo, na koji sprat da go izvršimo dostavu? Pa да го извршите доставу од 2 до 12 спрат, ако одговара. Ај, чао. Ало? Зададе. Хомоним е збор кој има 2 или повише различни значења. Црна се шума зададе. Такој го појасмо песму за време ранije у Кумановски градски хор кад ни беше диригент покојни Чале, професор по музику. Нема да го анализирamo песму, него збор. Зададе, тој значи појави се од негде. У реченицу зададе ли ви професорка по македонски домашно, збор зададе значи даде како обврску. У исту такву прашалну реченицу, дизали руку да одговараш на час по македонски, у одговор не, ја се зададе позади девојче што седи пред мене. Збор зададе значи дека сам се скрија. Саке помисли некој комплицирано е. А не. Кад кажа професорка, ајде Никола ти стани, звоно за крај на час беше спас. А можеше да биде комплицирано. Ете бре да се чудиш, ја још кад се ожени, одма се бре запрепасти. Одма. Добро,
Ја знаеше дека више сам прав муж, ама до толку, до толку и сам не очекуваше од себе. Замислите, бе, после прву брачну ноќ, буди се жена Сабајли и ми вика, Досе, не сам верувала дека си толку добар у кревет. Ма што добар, бре, фантастичен си. Замисли, Досе, ми прв пут спиемо заедно, а ја веќе други месец сам трудна. Абе, укочи ме сте му, бет, мајко му. Стави ми у мисло да ви кажа право. Па си мисло такој, абе, па ја ке имам дете и ќе виду како татета, па ќе можу да командам некога. Пошто одма виде дека њума нема да може. Па затоа викав дека мужи треба жене да ги носи во руке, зашто они на главу сами ќе ви се качи и такој и такој. Ја такву среќу имам. Мене цел живот ме прати среќа. Само, никако да ме стигне. А ја па, жено бре не може да го стигну никако. Ке иду, вика. Ке иду да ти купу нешто за овој што си бија фантастичен и да те почасту. Отиде, враќа се, кад гледам купила 3 прслучиња. Викам, зашто си донела овој? Па добро, Досе, ако ти ги неќеш, ја ќе си ги носу. И фујц, отиде одма куде мајкову да се пофали. Од тој се пали. Добро, мене па ме жали. И тој, она кад се разболео најпут, злато бе, мора да го пофалу и ја. Она болна, а па мене ме жали. Вика, Боже, земи ga мужа ми да не ги гледа овие мои муки. Дека болна. И ја бре, одма све забрав. Разнежно се. И мухе, и нервозе, и кавге. С њума све забрав, све. Зашто тоа е љубов. Тоа е. Сви други су викале по мене, ама само кад пројду за да ми се јави. А само жена се дере по мене зашто ме сака. Дере тако, па ако не слушам, па на крај ме и одере. Од чуте. Ама се тоа зашто она мене сака. Па, љубов е болна, може да боли. Понабре да не ме сака, нема ни да го е брига, ич. Сак ми текна. Ти беше ли на тај систематски преглед што требаше преко фирму да идемо? Заврши ли работа? Завршио сам ја све работа. Па добро. И што вика доктор? Способен ли си за работа? И како не сум способен за работа? Па ти дали си чуја дека некој отише на систематски преглед и да му кажале дека е неспособен за работа? Не сам чуја. Пап си за тоа, стварно. Сви викав дека сме способни, ама тој знаеш зашто е? Зашто не праќав на преглед кој е психијатр. Там да не прати. Има да попадамо пола и повише за газде. Попадамо ми пола и повише, ама од работу. Мене ме само секира тамо на тај систематски. Најде ми доктор Ману. Како бе ти најде Ману? Како Ману? Срцева Мана да? Како да е тај срцева Мана ти што го викаш? Културан, васпитан доктор, ја не викам ништо. Вика ми, господин, ви сте малко по-возрастен, да не кажу постар. Изгледа малко сте претерале с оној работу. Нема још много да терате. Највише још годину, 2. Па тој лоша работа. Тој не е ни за зезање, не те дирам за тој, не. Жена што вика? Жена што вика? Жена вика, ако е такој, вика, дај ми да правимо распоред, вика, чим немаш ти толкова више време, вика. Да истерамо тие годину, 2 да ти искористимо до максимум. Распоред вика, па тој не е лоша идеја. Ајде бе, не е лоша идеја, ама кажаво ја убаво. Она ке ми прави распоред. Јас сам направија распоред и тој подамна за тие годину 2. И му викам, како се подсмишкаш, тебе те нема у тај распоред.
ти не биди такав нервозан, но сви смо помалце нервозни кад е упрашање наша мушкост. И ја тако нервира се, па почнав последње време малце да работам на случај со жена. Знаеш, ете, трудиш се, овако, на кој можда некои работи да успеju да поправат. Како бе тој може да се поправи, бе? Куде е тај мајстор што поправlja да му однесува алат да поправи? Не бе да поправиш такој типа буквалиста. Не да поправиш, да збориш. Збориш едно, друго, малко по малко и надаш се дека ќе се реши нешто. И добро, што збориш? Па све збориш. Збориш па и слушаш. Што сака партнер, прашуваш, па слушаш. И тако едно по едно ќе се реши. И добро, ти решили нешто? Како не? Едно решено, готово. Еве, овој го решимо. Жена вика, ај како да најдемо заеднички јазик. Например, вика, ја сакам малку подугачко у кревет. А ти, повише од 3 минута, не можеш у кревет. Како ќе решимо? Ќе решимо, вика, многу лако. Грешка си. Ти само ако си спремна да ми донасаш на мене доволно за едење и пиење у кревет, ја можу тамо да издржу до крај на живот. Викам ти, едно решено, прецртано и сак, идемо далje. Полак све ќе решим. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана MG290. Премиум грижа за вашето тело. Ако сакате максимално да го заштитите вашиот ТВ уред, користете го Slim Style Plus уредот на Меликони. Лесно подесување без ниту едно парче алат. Изберете држач кој одговара на вашите потреби. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вие можете да ги најдете во Нептун. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни. Ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри, на свој начин. Не скина оваа зима, не скина начисто. Дрва нема, струјата изгор скапа, а тие газовите уште поскапи. Оти, нели, преку цевка идат, а цевките пак доаѓаат од Русија и се некако ни малку. Да, фали. Ни никако да затопли како што треба. Не држи така топло, ладно, како за десерт. Па си помислив, на југ да не е нешто потопло, ама Пелагонија таму, брише. Свртев до Битола, да прашам еден браточет, како е? Вели, добре, -10. Како бе, -10? Сега слушнам предмалку на вести, Битола -20. Не знам, тоа може надвор да е, вели. Не знам, не сум излегувал. Јас -10 и велам за внатре, во соба. И сега, што, ние се занимаваме сите како било горе каде што се војува. Баталете бе тоа. Ништо од нас не зависи и ништо посебно нема да ни реши. Други тоа ќе решат. Ние си имаме доволно проблеми и без војна. Да. Одамна јас научив дека има две врсти на маса. Шведска маса и проста маса. Па војната е за проста маса. Да гинат политичарите во војна, ниту една војна немаше да биде почната. Каква војна бе, каква униформа. Попрво бебе од цицка на мајка ќе оделиш отколку политичар од фотелја. Сега и нам тешко ќе ни падне одвојувањето од вас, ама мораме, затоа што знаеме дека пак ќе се споиме за 7 дена на ова исто место. До тогаш, чао. Па работу, например, сакам да носи работа на поправка. Како се ме повраќам тие работи? Да. Не важат правилата на зезање како на друго место. Оти тука ние правиме сметки и на туѓи шеги. А мене па...
Овој не беше за фалење шамбуцве. Или да иземам 50 марки од паричникот. Какви бе марки у 21 век? Марки бе стој. Не сум такав. Ама зашто бре бе Стојко? Ја ga забраву текст. Четврти пут е милиција доведе. Полиција ли бе? Па ако веќе инсистираат да нема машки и женски рок, Да ми донасеш на мене. Какво е мене, бе? ја још кад се ожени, одма се запресети. Мора и подарок или подарок. Да, вика, злато бе, мора да го не вика, ја викам.